Утринава продолжуваме со настаните кои што се вредни да ги одбележиме. Одбележуваме еден многу значаен јубилеј, почитувани гледачи, или 100 години од постоењето на Природно-научниот музеј на Македонија во Скопје. Утринава таму е колегата Димитар Бабалков. Димитар, повели. Благодарам, Елена. Добро утро до гледачите кои можеби подоцна се вклучија и ја следат нашата утринска програма Ја сакам Македонија. Ова вклучување во живо го правиме од Природно-научниот музеј на Македонија, кој одбележува 1 век постоење. Овде на различни делови може да се видат различни сегменти, односно може да се видат ботанички изложби, може да се видат делови каде што се изложени животни кои некогаш функционирале, односно живееле на територија на Македонија, живееле и на поширокиот простор кој за жал денес ги нема. Но што се друго може да се види во Природно-научниот музеј на Македонија? Кога е отворен, за кој е отворен и што се може да понуди кога е во прашање науката е тема на разговор во продолжение. Добро утро велам за Лилијана Стефановска, кустос во Природно-научниот музеј на Македонија. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на утринската програма на Сител телевизија. Така, 1 век постоење, тоа значи дека многу работи можеби се донесени, дел останати, дел доправа ќе се носат овде. Како Природно-научниот музеј на Македонија успеа да ја сочува и да ја развива својата мисија сите овие 100 години? Природно-научниот музеј на Македонија е најстарата биолошка установа, формирана на 26 октомври во 1926 година на иницијатива на доктор Станко Караман, една, слободно можам да кажам, исклучителна личност, природен научник, пред се зоолог и основоположник на научната и образовната мисла и дејност во Македонија, но исто така човек кој ги поставил темелите на музеологијата во Македонија. Така што низ годините наназад, преку една интензивна работа, музеот успеал на некој начин да ја задржи, но истовремено и да ја развие таа мисија која што ја воспоставил нашиот основоположник. Така што, еве, како еден заклучок, можам да кажам дека денеска музеот функционира како национална установа со основна цел да колекционира, проучува, истражува, значи, презентира голем дел од природното наследство на Македонија. Во таа смисла, како резултат на таа долгогодишна, практично 1 век истражувачка работа, во музејските депоа се чуваат повеќе од 300.000 и тоа убави, значи одбрани примероци од флората, фауната и геата на Македонија, што во суштина представува и одлична база на податоци за понатамашни проучувања. И секако во рамки на постојаната поставка, каде што сме сега во овој момент, се презентирани низ изложбите, низ витрините, низ диорамите, некаде околу 4.000 експонати, повторно од флора, фауна и геа на Македонија. Така, тоа е една импозантна бројка која зборува за тоа колку многу работа, колку многу наука, колку многу труд е вложено овде, па морам да прашам кои се највредните или најинтересните експонати што посетителите задолжително треба да ги видат кога ќе дојдат овде. Добро, јас би кажала дека како во депоата, така и во постојаните изложби, пред се во овој контекст зборуваме за постојаните изложби, се презентирани автохтони видови од флората и фауната на Македонија, понатаму ретки, ендемични, реликтни видови, така што тешко е да се посочи што е она, ете така што можеби е највредно, но еве, ќе посочам ретките минерали, како што е тоа лорандитот и корундот,
понатаму безрбетната фосилна фауна, секако пикермиската фауна, каде што посетителите може да видат оригинални фосилни остатоци од мастодонти, од хипариони, понатаму пештерска мечка, сабијаст тигар, значи оригинални фосилни остатоци. Понатаму во овој дел, во ботаничката изложба, можат да се запознаат и одблизу да ги видат ендемичните и реликтни видови на растенија, значи карактеристични за Македонија. Понатаму во ентомолошката изложба можат да го погледнат големото разнообразие со кое се одликува ентомофауната во Македонија. Понатаму речиси сите видови на риби во форма на дермопластични препарати и исто така можат да ги видат риби кои што се карактеристични за нашите води. Понатаму од херпетофауната секако дека треба да ги погледнат и да се запознаат со нив трите видови на змии отровници, од кои што овдека акцент би ставила на остроглавета лутица. Тоа е вид на отровница, шарка, која што е заштитен вид, значи се наоѓа на црвената листа на загрозени видови змии во Македонија. Понатаму четирите видови европски мршојатци, од кои што два вида живеат кај нас во Македонија. Тоа се белоглавиот и египетскиот, при што овдека можам да кажам според најновите податоци со кои што располагаме, за жал само некаде околу 20 парови од белоглавиот мршојадец гнездат во Тиквешкиот и Демиркапискиот регион. И на крај завршуваме со изложбата во која што се презентирани цицачите, значи мамалија, и тука би кажала дека најголемиот дел од нив се презентирани во тие наши музејски диорами. Практично се животните презентирани во автентичен природен амбиент. Така и утрина имам дечиња кои прават прошетки, тоа покажува само колкав е интересот на посетителите да дојдат овде да направат еден вистински времеплов. И морам да прашам како музеот денес ја доближува науката и природното наследство до младите генерации во овој контекст. Добро, предизвици имало и во минатото има и ќе има секако и понатаму, предпоставам, но ние наоѓаме начини како со сето тоа да се справиме. Она што сакам во овој дел да го потенцирам е едукативната дејност. Значи, особено внимание посветуваме на едукативната дејност, што значи преку различни форми на активности, значи работилници, презентации, предавања, изложби и така натаму, особено насочени кон помладите генерации и секако на теми од областа на природата, природните науки и биологијата, значи со акцент или насочени кон младите генерации, со цел нивно запознавање од една страна и од друга страна секако подигнување на свеста за тоа колку е важно да си го чуваме нашето природно наследство. Така и во контексти на времето да го заокружиме разговорот, кои се плановите на Природонаучниот музеј на Македонија за иднина во однос на одбележувањето 100 години постојање? Да, ова е наша јубилејна година, значи еден век колекционирање, истражување, заштита и презентација на природното наследство на Македонија, така што веќе во тек сме, значи се одвиваат различни облици, претходно што ги споменав, едукативни работилници, настани, изложби, предавања, културни настани се одвиваат и ќе се одвиваат континуирано до крајот на оваа наша јубилејна година. Но еве за гледачите да откриам она што сега е во фаза на подготовка, тоа е изработка на магична соба, со која што или која ќе представува еден едукативен, но и културен простор со цел
да овозможи еден современ начин на интерпретација на музејските содржини, а од тука и на нашето природно наследство. Ви благодарам на одвоеното време. За крај само кратко да прашам од колку до колку часот работи музеот и кој ден? Музеот, постојаните изложби се отворени секој ден, освен понеделник, значи и за време на викендите од 9 часот до 16 часот. Благодарам. Благодарам. Почитувани, еве, имате можност да дојдете во Природонаучниот музеј кога ќе посакате, кога ќе имате време за да направите еден вистински времеплов и да дознаете нешто повеќе за тоа што се случувало на овие простори пред стотици па илјадници години. Ти благодариме, Димитар, да ни постои музеот уште долго. Јас уживам кога и да влезам во него, затоа што не само што можеме да видиме многу интересни видови, туку и самиот простор некако си има некоја своја посебна магија.